Левица нуди излез од политичката криза предизвикана со изборниот законник. Предлагаат компромис за тврдите позиции на власта околу гласањето на диаспората и воведувањето на една изборна единица. Ги повикаа СДСМ да не го кочат процесот и ги обвинија дека со неучеството на лидерската средба и напуштањето на работната група за изборниот законник ги ослабнале позициите на опозицијата. Да се најдеме на пола пат со ВМРО ДПМН, со нивната црвена линија за диаспората, да се овозможи гласање на диаспората на председателските избори по пошта, а за возврат опозицијата да добие една изборна единица. Зошто е ова битно? Затоа што ДУИ веќе излезе со став дека не се начелно против една изборна единица со некои нивни модалитети. СДСМ не би смееле да бидат против една изборна единица, барем не би им било тоа мудро и тоа им го порачувам, а ВМРО ДПМН исто начелно не е против една изборна единица. Така што мислам дека ова е моментот кога нашето општество треба да ја добие ова реформа. Социјалдемократите немаат намера да отстапат од ставовите што ги прави слаби шансите опозицијските партии да настапат со заедничка позиција во разговорите за изборните реформи како што побараа од нив од владеачката ВМРО ДПМН. Параат владата да ги повлече предлозите за гласање на диаспората и да достави нов предлог каде дек со консензус би го регулирале гласањето на диаспората. Владата категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира овие процедури. Ако целта им се фери избори, зошто бегаат од механизми за контрола и доверба во процесот? Од ЛДП пак апелираа да не се дозволи ниту едно евро предвидено за Македонија да биде блокирано поради внатрешно политички калкулации и политичка неспособност за изнаоѓање на компромис. Владата веднаш да престане со политички игри да провоцира блокада на измените на изборниот законник кои се чисто технички. Бараме уште денес преку Министерството за правда во собранието да се поднесат овие измени на изборните правила кои се побарани од Европската Унија. Тие веднаш да се стават на гласање и да се усвојат со консензус пред да замине комесарката Марта Кос. Што се однесува до суштинските политички измени во изборниот модел, ЛДП бара диалогот меѓу партиите да продолжи веднаш по заминувањето на комесарката со цел да се донесат правила кои ќе значат поголема правичност, една изборна единица и отворени листи. Истите барања ги имаат и од ДУИ, но со изборен праг од 5% од вкупниот број на избирачи запишани во избирачкиот список. Од ВМРО ДПМН го повторија барањето опозицијата да се договори меѓу себе, а тие ќе прифатат се. ВМРО ДПМН ќе прифати се што ќе побараат, само диаспората да гласа по електронски пат или по пошта. Македонската јавност е сведок на целосна политичка конфузија од страна на Социјалдемократскиот сојуз, Левица и ДУИ во однос на новиот изборен законник. Не може еден ден да се договараат, а следниот ден да го блокираат истиот тој закон кој веќе бил договорен. Во меѓувреме во собраниска процедура се наоѓаат околу 13.500 амандмани поднесени од СДСМ и од Левица. Доколку политичките партии постигнат договор за текстот на изборниот законник, овие амандмани би биле повлечени со што би се деблокирала постапката за негово усвојување.